Да, се враќаме во студиото, тука е Филип Стојановски, проект менаџер во Центарот за климатски промени. Господине Стојановски, добро дојдете во студио 10. Прв пат сте, ми се чини, во студио 10, во студио 10 сигурно, не знам во телевизија 24 дали сте биле. Претходно имам најпрво добре дојде и благодарам на поканата. Претходно имам еднаш кај гостувано кај Огнен Јанковски, ама меѓутоа во оваа емисија прв пат. Кај Огнен Јаневски, да. Ви благодарам. Вие сега имате еден проект и камп, тоа е младинска акција за чист воздух. Камп беше организиран од млади од повеќе градови. Еве ова е како еден повод за разговорот, да не кажете повеќе за тоа, за што се работи, кои се целите, што треба да се постигне. Така е. Значи ние имавме пред 2 недели младински камп се одржа во Крушево во рамките на проектот што го спроведуваме, се вика младинска акција за чист воздух, кој го спроведуваме во рамките на еден проект, на поголем проект од УНИЦЕФ, кој што се реализира во повеќе држави, значи како што е на Босна, Србија, Косово, Албанија и кај нас во Македонија, и е финансиран од владата на Шведска. Идејата на самиот проект е да се вклучат младите и да се поттикнат да најдат решение за проблемите со загадувањето на воздухот или аерозагадувањето. За таа цел собравме повеќе млади од 5 градови во нашава држава или 5 општини. Тоа се од градот Скопје, од Велјас, Куманово, Кавадарци и Гостивар, и сите заеднички работеа на тема за почист воздух. Во рамките на кампот беа организирани, беше на тродневен кампот во рамките на сите 3 дена, имаа можност да научат што се аерозагадување, како се загадува воздухот, кои се причинителите, што може да се направи за да се намали аерозагадувањето, и на крајниот дел и оној што беше најглавниот, они подготви иницијативи. Во рамките на тие иницијативи поставија некои барањи услови до некои од нашите институции, дали се национални или локални, каде што побараа конкретни мерки како да се реши самото аерозагадување. И дали дадоа младите добри идеи, дали нешто е тоа применливо, дали има нешто што може да влезе во некаков колосек на реализација? Така е. Значи младите согласно нивните потреби и проблеми кои што ги има, такви решенија понудија. Дел од решенијата се применливи, дел од решенијата се применливи, меѓутоа на подолг рок. Сите мерки може да се реализираат, само битен е временскиот период кога ќе се реализираат. Како една од мерките, на пример, што може во краток рок да се реализира, е барат подобрување на јавното сообраќајно предпријатие ЈСП, да ги подобри линиите, бидејќи вика дека има многу малку линии и заради тоа и го избегнуваат особено студентите, иако нема друг начин, меѓутоа доцнат на секаде, немаат повеќе ноќни линии, побараат да има и субвенции за 50% за млади до 30 години, за да може почесто да се користи јавниот превоз од страна на младите, а не биде само за студентите. Меѓутоа по завршувањето на факултетот сепак тие се млади и се уште немаат, да кажеме, токава финансиска сигурност и бара 50% намалување. Така да дел од таа мерка може да се примени. Другите мерки што ги побарам беше... Тука во тој контекст претпоставам дека тоа би требало да биде и паралелно со, не знам дали електрификација или еколошко подобрување на автобусите на ЈСП. Да, они го побара и тоа, и побара и во сите градови, во поголемите градови во нашава држава, да се воведе јавен транспорт кој ќе биде еколошки. Дали ќе биде сега еколошки електрични автобуси, дали ќе воведат, или ќе воведат автобуси со ниска зона на емитување на емисии на PM10 честички, тоа останува на градот какви автобуси ќе набави. Меѓутоа едно од барањата беше и тоа да има јавен транспорт во сите градови. Она од друга страна, па што им беше значено да се направи замена на начинот на грејење, на системот на грејење во основните училишта, во градинките, во средните училишта, бидејќи како најчесто гориво што се користи сега е нафтата и огревното дрво, например, во подраčните училишти, во некои од градинките што ги има. Така да ни побара и поеколошки начини на грејење да има, бидејќи младите треба да учат во една еколошка средина и кај напоменаа дека, например, институциите, како што се едукативните институции, треба да служат за пример за општеството, како треба да се постапува кон воздухот и како треба да се третира. Бидејќи ако самата институција, државата не ги спроведува тие мерките, дека не може да се очекува и граѓаните дека ќе ги применуваат. Да, ќе продолжиме на оваа тема за кампот, за младите, за нивните идеи, за тоа што бара, што треба да се направи. Сакам да ја прашам нешто што е во однос на самите климатски промени, што многу често се дебатира во последниве години, се разговара, тоа е дали тие климатски промени влијаат и врз промената на климата, на локалната клима, еве да речеме. Дали имаме таков, бидејќи луѓето приметуваат дека во Скопје, на пример, зими веќе нема снег, рече се да нема воопшто снег.
А се сеќаваме дека како деца сме имале снег. Сега, дали е тоа статистички точно или се работи за некаква генерализација, може би заблуда, не знам, може би погрешно верување, може би да, може би не. Имаме ли такви анализи или за летата дека се некогаш се потопли, некогаш не? Имаме ли таков некаков? Да, имаме нешто сработено во однос на таа тема. Значи, климатските промени се предизвикани благодарејќи на стакленичките гасови што се емитираат, односно осигурување на фосилни горива. Идејата е дека како почнала индустријата да се развива, така почнуваат и стакленичките гасови да се зголемуваат, а со тоа влијанието на климатските промени да станува се поизразено. Добрата работа е дека луѓето веќе ги препознаваат климатските промени како поим и знаат дека предизвикуваат штета и го препознаваат како закана во иднина. Дали имаме податоци? Имаме податоци во однос на температурата. Например, ние направивме анализа за 3 општини, општина Центар, општина Демиркапија и општина Прилеп, и изработивме локални планови за енергија и клима. Во тие локални планови за енергија и клима ги анализиравме податоци за температура и влажност. И што увидовме и направивме и предвидување. Во кој временски рок? Предвидувањата беа од 2023 до 2061 година. Во сите 3 града се виде. Не току ги анализиравте наназад. И наназад од постоењето на мерните станици. Значи се мери. Да, значи насекаде во различните градови има во различна година се поставени метеоролошките станици за мерење на параметрите на климата и од таа година се анализирани, што е показателот дека до 2061 година се очекува да имаме покачување на просечната годишна температура за 2 степени. Што, ако го гледаме Парискиот договор што вика до 1,5 степен, односно до 2 степени, значи доколку ние не почнеме да превземаме некакви активности, сигурно ќе имаме покачување на температурата за 2 степени, иако досега више бележиме за 1 до 1,5 степен покачување на температурата, да кажеме во однос на 1980 година. Тоа значи дека климатските промени се тука, се случува, а со тоа имаме и други, да кажеме, последици кои што ги трпиме. Последиците и предвидувањата од климатските промени, од друга страна, се дека ќе имаме намалено количество на вода. Ќе имаме зголемени сушни периоди, зголемени топлотни бранови. Ќе имаме почести екстремни врнежи. Што значи тоа? Значи почесто ќе врне, меѓутоа ќе врне наеднаш. Како нели со кофа да се истура, со тоа што ќе предизвикува поројни поплави, ерозии на земјиште и така натаму. Со тоа најзагрозено ќе биде земјоделието, бидејќи на нас земјоделието не е на отворени посеви, така да земјоделието ќе биде многу загрозено и при тоа ќе треба да се адаптираат кон, да кажеме, сорти и култури што ќе бараат да се приспособат кон помалку вода и ќе треба така и да се однесуваме во иднина. Така да, од друга страна, па топлотните бранови ќе влијаат и врз економијата. Како ќе влијаат врз економијата? Бидејќи колку што е потопло, нели се случува потопло, работнава сила се намалува, бидејќи нели во летниот период. Помалку можеме да работиме. Да работиме и така да економијата ќе опаѓа, особено градежниот сектор или секторите каде што се бара работа на отворено или треба работници да работат на отворено, така да и во тој дел може да биде загрозено. Има некои предвидувања дека и во шумарството исто така ќе биде за шумарскиот сектор, бидејќи нели колку што е посушно може да се случуваат шумски пожари, со тоа се намалува и шумскиот фонд. Имаме ли Македонија вклучена ли во тие акцијски планови, иницијативи за глобални климатски промени? Дали нешто државата прави на тој план? Така е, државата прави на тој план, не дека не прави. Значи ние имаме донесено и цели кои што ние треба да ги постигнеме од 2030 година, односно да ги намалиме емисиите на стакленички гасови. Најголем дел од стакленичките гасови што доаѓаат кај нас е од секторот енергетика и при тоа треба највеќе таму да се вложи. Во енергетика влегуваат и домаќинствата, каде што нели најголем дел се загреваат со помош на огревно дрво и да кажеме најголем процент од електрична енергија се добива од термоцентралата Рекбитола, која што користи јаглен. Да, гледаме дека ние веќе сега морам да ви кажам дека имавме еден разговор претходно со Ана Чоловиќ од Екосвест. Те имаат па своја анализа во однос на гасификацијата, дека таа не е толку добра за државата, пред се од еколошки причини. Ова некако се совпаѓа со овие алтернативни горива и со замената на фосилните горива. Еве, вие исто така во вашето
во вашата програма сте разговарале за тоа, гледаме дека сте разговарале за субвенционирање на сончеви колектори. Таа енергија пред се за фотоволтаици, гледаме дека во последно време се актуализира премногу, имаме и зголемено производство на електрична енергија од фотоволтаици, тоа значително многу. Вие зборувате сега тука за субвенционирање на сончеви колектори. Можат ли тие да помогнат во подобрување на ефектот од климатските промени? Така, значи, дали може да помогнат? Да, може да помогнат, зашо... И како? Како? Значи, ајде да кажеме дека производство на електрична енергија од сонце ќе го замени конвенционалното производство на електрична енергија што во моментов е од термоцентралите. Втората работа што се добива при производство од електрична енергија од фотоволтаичните централи е енергетска демократија со независност на граѓаните од цената на струјата, што нели ја дава државата на некој начин. Како се помогнува на тој начин што више нема да се произведува струја со јаглен, ќе се произведува струја од обновливи извори на енергија. Исто така, ако го погледнеме едно домаќинство, 30-40% од сметката отпаѓа на топлата вода. Односно, нели користиме електрична енергија да загрееме топла вода. Тука го поставиме сончеви колектори, тоа значи дека и сметката за електрична енергија, односно емисиите што се потребни да се произведе таа електрична енергија, тие стакленички гасови ќе се намалат. Од друга страна, топлата вода може да им помогне на домаќинствата да го користат топлински пумпи и таа топла вода што има да користат за загревање на домот. Така да има повеќе начини како да се искористи обновливите извори на енергија за енергетски ефикасно да се загрева дом и при тоа се користат иновативни технологии. Да, тоа е, имаме ли ние сега субвенции, се даваат ли субвенции за сончеви колектори во моментов? Да, субвенции се даваат, меѓутоа најголемиот дел за субвенциите бидејќи прв дојден прв услужен. И може да се случи и во првиот, нели од кој ќе се отворат повикот за субвенции, во првиот ден да биде исполнена квотата. Веднаш брзо се исполнува и на тој начин некој што веќе го купил системот, нели нема да му се враќаат парите, и она што е неправедно, например за социјално загрозените семејства, луѓето што немаат доволно финансии да си го дозволат, да го купат истиот нели систем и при тоа да не можем да конкурираат и да влезат и нели да кажеме во финансиска загуба бидејќи го купиле, они се надевале дека ќе ги добијат субвенциите. Субвенции има, меѓутоа ќе треба малку да се подобри моделот како да се доделуваат тие субвенции. Зборувате и за воведување на ниски зони на емисија на штетни гасови околу градинките и училиштата. Тука за што се работи? Како би било тоа изведено? Па младите го замислија на тој начин што кога се доваѓа во градинка и се оставаат децата во автомобилите или докога ги зимаат од градинка и од училиште, автомобилите да ги гасат, односно да го исклучуваат моторот да работи. Со тоа ќе се намалат емисиите околу градинките и на тој начин ќе се подобри аерозагадувањето. Да кажеме во другите држави овој систем е на малку поголемо ниво развиен, каде што имате дефинирано вие ниска зона на емисија, имаат камери каде што ги снимаат регистарските таблички и веднаш знаат дали вашата кола, вашиот автомобил со кој стандард, дали Евро 1, Евро 2, Евро 3, Евро 4, Евро 5, Евро 6, и при тоа во овие зони на ниска емисија кажуваат под Евро, значи минимум е Евро 5 стандард што може да вози во таа зона. Ако сте, нели, да кажеме со Евро 4, вие плаќате веднаш казна дека влегувате во зона на ниска емисија. Зошто е ова битно? Бидејќи имаме зони каде што имаме големо аерозагадување и еден од начините е да се намали аерозагадувањето со тоа што ќе има помалку автомобили во таа зона. Да, гледаме дека во западните земји пред се и целосно се затвара сообраќај за автомобили во центарот на градовите. Ние имавме и во Скопје една најава за таква иницијатива, но тоа не се случи, не гледаме дека се случи. Имаше една идеја како целиот центар да се претвори во пешачка зона, нешто по налик на западните градови кои тоа го прават, но тоа не се случи. Би помогнало ли тоа во намалување на емисиите? Па нормално дека би помогнало, особено нели во тоа централно подрачје каде што, да кажеме, ако го гледаме централното подрачје каде што најчесто зградите или да кажеме комерцијалните објекти се загреваат или на централно грејење или се со помош на електрична енергија, тогаш емисиите што се од автомобилите, да кажеме, ќе се намалат и би имало сигурно помало аерозагадување. Гледаме дека сега имаме една мода, ајде да речеме, на користење на оние електрични скутери што
од една страна е добро за емисија на чист воздух, од тој аспект. Не знам колку е добро за безбедноста, бидејќи читаме дека има па и многу незгоди од тој поглед, не се носат кациги и така натаму, но сепак тоа не многу го прават младите. На нив, значи, тоа на некој начин им станува веќе нормално средство за превоз, тие електрични скутери. Колку е важен овој ваш проект од тој аспект за создавање на еден мајндсет, за создавање на еден менталитет кај младите за подобрување на животната средина, бидејќи се разбира дека тие остануваат како наследници, идните генерации кои ќе треба тоа да го спроведат. Колку е важно тие да бидат фокусирани на ова прашање? Фокусот на младите кон некои прашања и проблеми, ја пред себе го насочил повеќе во аспект да може да ги дефинираат проблемите во општеството. Ако може да ги дефинираат проблемите во општеството, ќе може да се најдат и решенија и ќе може да притискаат. Во моментов се соочуваме со, да кажеме, недоволна едукација на младите и недоволна работа со нив, за да може да ги идентификуваат овие проблеми. Бидејќи вие најчесто кога ќе ги прашате дали имате проблеми во вашата општина каде што живеете, они ќе кажат немате проблеми. Значи првиот одговор е дека немаат. А на второто прашање, кој ќе ги потпрашате каде е поубаво, дали во нашава држава или во странство, го добивате одговорот во странство. И на третото прашање веќе го кажете зошто е таму поубаво и почнуваат да кажуваат таму има помалку отпад, има подобар јавен превоз, има повеќе зеленило. Тоа значи дека кај нас тие проблеми не ги препознаваат и се навикнати да живеат во вакво општество како што е. Ние мора да поработиме на свеста и на едукацијата кај младите дека тоа треба да го промениме. Бидејќи заради некои такви, да кажеме, општествени проблеми, дел од младите си заминуваат. Значи ние мора да работиме на свеста дека треба да биде чисто, дека треба да има јавен транспорт, дека треба да бараме општината или нашата држава тие услови да ги овозможнат кај нас. Значи најголем дел би требало да се обрне кај едукацијата. Кога ќе имаме добра едукација, кога ќе имаме добро едуцирани млади, тогаш ќе тргнат и решавањето на проблемите. Да, значи идентификацијата на проблемите е првиот чекор, подигнување на свестоста, да разберат што всушност им пречи за да можат и да побараат помош. Дали која е улогата на оваа неформална мрежа млади за чист воздух? Имате ли следни активности кои ги планирате и што би биле тие? Вака, значи ние во рамките на проектот сега во Крушево формиравме една младинска коалиција за чист воздух се вика. Идејата беше младите да комуницираат и се уште е идејата да комуницираат меѓусебно. Бидејќи проблемите што се во Велеско, Скопје, Куманово, Кавадарци, Густивар се скоро идентични. Треба заеднички да действуваат и заеднички да си помагаат. Битно е да видат дека ако едните поднесат барање во општина Кавадарци, да видат дека и овие во општина Гостивар какво барање поднесоа и што може да барат, и овие од општина Кавадарци да кажеме да им помогнат на младите во општина Гостивар како тоа го решиле. Силата е во единството и во младите за да се здружат. Доколку немаме здружена младина, да не мисла дека секој индивидуално сам работи. И она што го видовме дека младите не знаат како се поднесува барање, односно не знаат како се поднесува иницијатива. Они мислат дека бидејќи се немаат едуцирано за тој процес и мислат дека е многу тешко тоа да се направи, и кој ќе увидат нели дека е тоа многу едноставен процес, а најтешкиот дел е само да се види кој е барањето, односно кој е проблемот што го имаат. Ние им кажуваме дека секогаш треба да ги адресираат локалните проблеми. Дали имате велосипедска патека пред куќа, дали имате велосипедска патека пред училиштето, дали имате пешачка патека, дали автомобилите се паркираат на соодветно место, дали кај вас во околина како на кој начин се загреваат домаќинствата. И на сите тој начин се полека се едуцираат за да може тоа да се направи. Коалицијата служи токму за ова, за да видат меѓусебно да комуницираат и да видат какви барања поднесуваат за да може сите заеднички да делуваат во своите општини. Да, така ќе станат посвесни, поактивни и подобро ќе работат на подобрување на својата состојба. За крај, и овој проект го спроведувате во партнерство, како што кажате, со УНИЦЕФ и со шведската влада. Претпоставам дека без нивна помош тешко би можело да се реализира. Па, за жал да. Значи, за секоја едукација се потребни некојаш финанси. Овој пат, благодарејќи на УНИЦЕФ на шведската влада, ние имаме можност да ги едуцираме младите за чистиот воздух и да преземеме конкретни мерки. Она исто така што малку се зборува во јавноста е влијанието на здравствените ефекти како последица од аерозагадувањето или загадувањето на воздух. Знаеме дека младите најголемиот дел од своето време
нели го поминуваат во домаќинствата и притоа ако се изложени голем дел на внатрешно аерозагадување, тогаш нивниот развој, бидејќи нели они се во развој, им се развива системот за дишење, конгитивниот систем, мозокот и така натаму, се развиваат поспоро и притоа се изложени на намален имунитет, односно почесто се разболуваат. Така да и на тој здравствениот аспект исто така обрнавме доста големо внимание за да бидат младите запознаени со кои се последиците од самото аерозагадување, за да можат се повеќе и повеќе да ги адресираат проблемите кон институциите. Да, убаво кажавте за тие последици, многу малку се зборуваат, тие се огромни, можеби и едно од најдиректните и најсериозни реперкусии е тоа влијанието на загадениот воздух врз здравјето. Тука имаме почнувајќи од алергии до дишни проблеми, до асми, до прилично сериозна состојба. Добро, претпоставам продолжувате со активностите, што конкретно ви е следно? Последно ние покрај кампот имавме треба да одржиме и 20 работилници. До сега имаме одржано 25, извинете. До сега имаме 20 работилници одржано. Во секој град имаме по 3, да кажеме. Ни остануваат уште 5 работилници што треба да ги организираме или во овој месец или во септември. Ќе видиме како ќе ги направиме. Идејата е на едно место сега да ги споиме општината и младите и заеднички да разговара за проблемите што ги имаат. Барањата се поднесени, имаат поднесено сите од овие млади имаат поднесено по 5 барања во секој од општините и сега сакаме да дебатираме за барањето што ги имаат поднесено и како тие би се реализирале. И што од рамките на општината ќе биде превземено за да се реализираат од барањата они што ги побараа. Имате ли одговор, респонс од општините, како соработуваат? Да, општините се многу респонзивни, морам да ги пофалам. На секој од работилниците имаше представници и ги подучува младите што можат да превземат и ги поттикнува да поднесуваат барања и иницијативи. Да парафразирам дел од општинските барања, вика ние со нетрпение ги чекаме барањата на младите, бидејќи до сега нема барања од млади и не стигнуваат. Што значи тоа? Дека ако немате барања, тогаш нема ни реализација. Ако младите вика не знаат, мислам не ни кажат што сакаат, ние не можеме да знаеме што да им направиме на нив. Општините секогаш работат на мерки за заштита на животна средина, садат дрва, прават велосипедски патеки, заменуваат начин на грејење, прават субвенции за енергетска ефикасност и така и натаму и така натаму. Меѓутоа, можеби тоа што го прават не е видливо за младите и не се случува во тој момент каде што они сакаат, туку се случува на некој друго место. И затоа ги поттикна они да кажуваат каде сакаат да има парк, каде што сакаат да имат велосипедска патека, со цел да ги задоволат и нивните барања. Да, добро е, ете. Добро, господине Стојановски, ви благодарам на ова гостување. Ви благодарам на вас за можноста да бидеме дел од вашата емисија. Да. И со ова го завршуваме и ова Студио 10, почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.